Клековски празнел базени, водата во Гостивар уште не чини и врвот е бомбата во двор, фрлена кај човек кој патем бил пријател на кумот на премиерот. Соопштенијата на СДСМ веќе почнаа да наликуваат на шпански сапуници. Ниту грам конструктивност, никаква идеја, туку само да се плука и да се фрла со дрве и камења по се и сешто. И тоа не е едно, туку пиар тимот на СДСМ дневно ги бомбардира медиумите и граѓаните со цела низа вакви соопштенија. Па така, само вчера, оваа партија лиферуваше дури 9 соопштенија, повеќето од нив празни, само неаргументирани напади кон власта. Ја оправаа водата во Гостивар, Клековски бил виновен за западно-нилската треска, ја измеша и црквата во Србија, па дури се занимава и со медиумите кај северниот сосед. Дел од аналитичарите политичката комуникација на СДСМ ја оценуваат како погубна за нив, која што најмалку од се може да им донесе гласачи. Имаат никакви лични фрустрации од моментот, дека има невидена шанса со огромна меѓународна подршка која што им беше дадена и ја пропуцка, не успеа од тоа да изградат подолгорочен политички модел на владење и правување со државата. Очигледно тоа ги травматизира, тоа некако тешко им паѓа, дека го пропушта моментот, па освен така да си повикаат, да си поплачат малце па да им помине. Не гледам дека ќе успеат да придобијат нови гласачи, па дури да ги задржат постоечките. Мотивите за ваквите безвредни соопштенија Чилиманов ги лоцира директно во политиките што ги води СДСМ. Според него, тие се обидуваат да критикуваат и споровозни небитни теми, мислејќи дека како опозиција имаат право на тоа. Кога беа на власт имаше жестока реторика против нив, не само од тогашната опозиција, туку и од граѓаните поради нивните отстапки поврзани со национални прашања, коментира Чилиманов, но тоа не смее да биде причина сега тие да критикуваат дури и локални теми. Едноставно нема теми на кои што би ја користат реторика која што е, не знам, на ниво 10, за теми кои што се на ниво 2, кои што се теми од локален интерес. Одберат некоја тема, да речеме, која што само тие се убедиле дека јавноста ја разбериле. Следи, например, теми за протести во Србија, кои што се обидуваат да ги проектираат во Македонија и сметаат дека еве сите ќе реагираме на тоа еднакво жестоко како што реагираат нивните експерти, очигледно донесени од Србија или од други држави. СДСМ со ово партиско раководство предводено од Венко Филипче досега не покажа реална политика, реформи, идеи, ниту пак програма. Единствено што прави е пропаганда која ја води со соопштенија и има ниско ниво на политичка комуникација. Главниот фокус им се случувањата во Србија и за тие настани, како и за се останато, крива им е власта.